Почитувани гледачи, добро вечер и доредовте во најновото издание на проверите со кое повторно зборуваме за успесите на македонскиот спорт. Овој пат ќе ви представам еден значаен резултат кој можеби не доби некое вака внимание медиумско, но несомнено заслужува да биде истакнат како една наша национална гордост. И не само за тоа, и за многу други работи поврзани со еден спорт кој што можеби во Македонија е на маргините на медиумите, но представува еден голем расадник на спортисти и еден голем амбасадор на Македонија. Дами и господа, вечерва ќе говориме за македонското куглање и за куглањето како спорт. На мое големо задоволство, вечерва во студиото е председателот на Кугларската федерација на Македонија, Дарко Димитровски. Добро вечер и добро дојде во се. Добро вечер, фала ти на покана многу. Особено ми е драго што вака ќе разговараме прв пат, можеби јас од улога на водител, ти од улога на гостин. Так. Но ќе говориме за една наша заедничка голема љубов, нели, за македонското куглање. Ајде, Дарко, најпрво да се осврнеме што е најактуелно, што ми беше вака повод да викнем оваа емисија. Еве со тикети собрекам за да видиме поблиски до гледачите, ќе може, нели? Се знаеме одамна, нема проблем. Голем успех е после долги години повторно медали во македонското куглање од меѓународни надпревари, од последниот надпревар на светското поединечно првенство во Шварц, Австрија. Во Шварц, да. Каде што еве македонските јуниорки Стефани Алексовска и Андреа Велјановска го освоија сребрениот медал во дисциплината тандем жени, додека Дарко Јовановски и Стефани Алексовска освоија сребро во тандем микс. Да, Стефанија освои 2 медали уствари, кој ти видиш. Македонија повторно се закети со медали на едно светско првенство. Како е чувството од позиција на председател на федерација, нели, да се биде човек кој што постигнал еден ваков успех? Вака, јас заслугите нема да ги припишувам ни на крај памет на себе, бидејќи јас сум на оваа позиција неколку 7 месеци, некаде 8 месеци. Со тоа што можам да кажам дека успесите на јуниорите на овие категории може и до некаде беа во некоја подсвест очекувани, бидејќи условите кои ги имаат нашите јуниори, кои се за жал 100% од Битола, сите се од Битола, имаат најдобри услови моментално со кугланата која е таму најново изградена во 2021 година. И со оглед на тоа какво разбирање имаат битолчани со својата општина и сите услови кои им се овозможени, очекувано е, бидејќи талентот, расадникот ни произлегува моментално од таму, начело со Игор Михајловски, претходниот председател, кој е селектор на тие младинци, така да подсвесно се надевавме малку дека може да направиме во таа категорија успех и во U19 исто морам да го споменам младиот талент Владимир Талевски, кој во првиот ден 634 сруши и направи национален рекорд во кадетска конкуренција. Така да и тука очекувавме, но тука не се исполни скроз до крај предвидувањето, а со Стефани и со Андреа и со Дарко исто имавме очекувања и се остварија и тоа едноставно ми беше за мене лично едно олеснување осетив дека се што правевме, се што трчавме, се што се бркавме во периодот пред настап даде резултат. Убаво е сега чувството, нели? Оваа перспектива кога ќе се види стиката оние медали, оние млади луѓе, нели убава е работата. Кажи ми, дали Дарко овие резултати мислиш дека се показател дека има еднина македонското куглање, дека имаме потенцијал, имаме капацитет, имаме деца кои што може нешто да представуваат во еднина на светското куглање? Искрено ти кажам, со тоа што моментално младите произлегуваат само од еден град, тоа не го сметам за добар знак, меѓутоа дека овие медали може да бидат подстрек за младите да се бават што поќе со овој спорт. Останавме ние во главниот град на Македонија, Скопје, со не единствени од 2 града кугларски, ние сме сега моментално во најнезавидна ситуација со млади снаги. Не само со млади снаги, туку и воопшто со куглани кои ги даваат барем оние пристојни услови за тренирање и за големи успеси. Кугланата во Битола, пак ќе повторам, е нова од 2021 по сите стандарди, најнова технологија и веќе укажаме, ако ми дозволиш, една благодарност до Тони Коњановски, господин Тони Коњановски, со кој се сретнавме и дозволи припреми за репрезентацијата нормално бесплатни.
И ќе го споменам и господин Даниел од Борис Раковски, кој со каква куглана ни дозволи исто припреми за сениорите, посебно пред патување во Швац. Точно, нека биде ова еден апел и до скопските градоначалници, како што направи градоначалникот на Битола и целата битолска заедница како што застана зад кугларите да го направат и во Скопје, нели? Така, значи веќе девојчињата од Битола и Дарко од Битола веќе си беа на прием кај Тони Коњановски, стварно тоа е еден голем мотив за битолските деца да убаво беше расширено по социјалните мрежи, ми се допадна сето тоа како се постираше, така да очекувам нов прилив на млади снаги од Битола. Так. Сега треба Скопје да го решаваме. Ама и Игор е селекторот на овие млади категории, еден човек кој што така е длабоко навлезен во куглањето, еден фанатик би рекол, онака, нели? Фанатик, точно. И секогаш вади добри резултати. Ме поздрави до него и до сите оние генерации на луѓе кои што учествувале на некој начин во македонското куглање. И ги поздравам на крајот. Пелистер нормално кои си ги одржуваат тие млади ги се членови на тој клуб. Талентирани, нели? Талентирани, да. Ајде да се задржиме малку на самиот спорт. Куглањето е спорт. Ретко кој знае дека е спорт, дека не е рекреација. Го објаснувам тоа одамна. Не знае, нели? Бака не кажавме дека не е меѓу најекспонираните спортови во Македонија. Како би ми објасниле на гледачите кои што не се запознаени со него, да речеме колку е долга традицијата на куглањето во Македонија? Дали е тоа традиционален спорт кој што со години се практикувал, спортувал овде? Па да, Македонија беше дел од Југославија, значи во Југославија беше куглањето беше на страшно високо ниво и се уште е на страшно високо ниво во другите држави сега од кога сме веќе не сме во таа заедница. Може би знаеш, може би не една Мусандра, нашиот храм на куглањето е датира од 70-те години, 74-та изградена кугланата. Таква масовност не сме сега ни 10% од тоа што било тогаш. Посебно во тие времења на синдикати, на фирми и компании кои во куглањето го наоѓале хобито кое го барале цело време, значи таму се дружиле, таму се надпреварувале и таму дури љубови се стварали и сето тоа. Okay. Така да сменете многу времето од тогаш, за жал младите такви собиралишта не гледам веќе дека практикуваат. Добро, и инфраструктурата кај нас веќе не е на тоа ниво. Скачале Мусандра, нема да веруваш. Луѓе куглани излегувавме тука во бифето, седевме со девојки се едно за друго, така се живееше. Знаеш дека фамилиарен спорт е плюс. Знаеш, татко, мајка, чичко, тетин и продолжуваат генерации понатаму се бават со тој спорт. Како што е примерот и во твоето семејство. Да, цело семејство. Јас имав среќа со твојот покоен татко да видиме во исти клуб, еден од најдобрите и учители, би рекол, и тренери по куглање. Ако ми дозволиш, ќе му посветиме емисија на него. Може? Ти благодарам, ми значи тоа многу, бидејќи драги знаеш, беше прекрасен човек за мене. Беше посветен на спортот 100%, биш фудбалер и плюс куглар, така да таков човек ретко ќе се наоѓа и ретко ќе се роди. Ајде, спомнавме малку, кажавме нешто. Колку куглани функционираат во моментот во Република Македонија и на кој ниво е нивната спремност вака? Моментално надпреварањето од претходната сезона се одвиваше на 2 куглани, потоа се прошири на 3. Борис Раковски кугланата беше неактивна, велам, од спортски аспект на лигата, беше неактивна може 7-8 години. Сите бевме во Мусандра и во Битола, во новата куглана, битолските екипи. Така да практично на 2 куглани се одира последната. Што беше проблемот со Борис Трајковски? Зашто не работи? Технички проблеми, не е добра кугланата. Јас се сеќавам да беше најдобрата куглана кога се отвори во свет, буквално беше. Добро. Тогаш прогласена за најдобра куглана во свет. И сега, ако ми веруваш, сегашните инспектори кои дојдоа да лиценцираат кугланите, рекоа дека тоа е најубавиот објект што го виделе. И дека кугланата Борис Раковски е нешто што мора да се обнови и да биде повторно на цел на големи надпреварувања. Значи, знаеш дека кога се отвори новата куглана се одржи и светско првенство, се одржи и МБЦ куп, не знам или Европа куп, биш не сеќавам, меѓутоа во 2 години добивме многу големи надпреварувања. Лига шампиони си играше, нели, како се викава. Така е, значи Мак Петро кој играл Лига шампиони и настапувале там, значи тоа е куглана стварно по сите стандарди, посебно што е во спортски комплекс, посебно што е со
услови како огромен паркинг и простор и бифе и све, така да тоа е нешто што дефинитивно мора да го заживееме и поради таа причина и најверојатно и се вративме на сред сезона, се вративме мојот клуб, јас кој го основав со брат ми и со покојен татко Вардар, се вративме во Борис Рајковски да ја видиме во каква ситуација е Кугланата. Тоа не беше можеби правилно, бидејќи не беше лиценцирана, а во меѓувреме поминаа лиценциите, истекоа 3-годишни лиценции на Мусандра и на Битолската Куглана. Така да баш сега пред 4-5 дена ги примивме делегација, тоест 20 луѓе инспектори од Светската федерација кои мора да ги проверат кугланите со цел да ја оправдаме постојањето на Македонската лига и нормално да ги оправдаме нашите настапи како представници од Македонија. И беше направен увид, за жал, состојбата е таква каква што е, Битолската куглана нормално ќе помине многу лесно, меѓутоа дека ќе добиеме некои условни лиценци за овие две куглани колку да опстоиме, колку да остане да уважуваат куглањето и лигата, но санации и корекции мора во најкраток можен рок. Најтно се направи нека биде еден јавен апел до надлежните институции, до управата на Мусандра, на ГТЦ, на комплексот Борис Рајковски, до министерот за спорт и сите останати за една поголема ангажираност и журираност, за да не го изгубиме спортот во кој што Македонија добро котира, би рекол, во светот. Ти сме талентирана нација која што нели. Да подсетиме, не знам. Многу успеси. Ќе збориме покосно за. Добро, знаеш што сакам да кажам, да. И не само ова, Дарко, јас сигурно ќе се согласиш со мене. Значи постоеше куглана и во Белви, во хотелот Белви. И се уште постои. Постои. Да. Постои исто така велат куглана и во домот на армијата, можеби со 2 стази не била со 4, меѓутоа. Да, меѓутоа да тренираш, нели, ако не ништо така. Да, но таа е застарен тип и таа е веќе. Струга велат има во Дрим куглана. Струга си е функова куглана по марка, ја кажувам, веќе тоа е куглана која може со реновирање да биде функционална. Значи може во моментов ако си има маце желба и добра волја 6 куглани да има Македонија да работат. Отприлика токму така и она што е уште еден напол, ако може јас да додадам. Во моментов сум информиран дека градоначалникот на Кавадарци најави нова куглана, но да се разграничи тоа куглана за боулинг стил за забава. Да, ќе ти го поставам баш. Да, ама апелот ми беше да ова класи куглање кој го викаме ние куглање на 9 кегли е позастапено во југоисточна Европа и дефинитивно во Македонија е само тоа застапено, боулингот го нема, сега ќе се гради на 2 места кога што имам сознание, така да имаше обиди, ама не поминуваа во Македонија. 2 пати направија боулинг куглање, ама не поминаа и од Тетово. Беше во Сити Мол, да, Боб Боулинг тоа е франшизата од Косово, сега Тетово имаше Палма. Тетово има, не знам дали постои уште, не мислам дека не постои моментално во моментов не една боулинг куглана. Но нашите куглани, да го наречам ова 9 куглање на 9 кегли си постои лига, постои репрезентација, постои федерација, постои репрезентација, постои настапи и сето тоа. Ајде вака сега да разграничиме на нашите гледачи, да говориме цело време што е боулинг, што е класично куглање. Јас кога влегов во куглањето првпат во животот, прво тоа прашав кај се дупките овде во куглите, нека чекај. Да. Тоа ти е како да објаснуваш одбојка, вика кошарка, толку е различна работата. Што е боулинг, што е куглање? Знаеш, они се под иста капа на Светската федерација, меѓутоа тоа се гранки на различни гранки, како да кажам, како под иста капа и тенис и падел или па под иста капа се мал фудбал, голем фудбал, футсал, така. Значи со доста различни правила и со доста различни, да кажам, технички спецификации на кугланите. Боулингот е куглање на 10 кегли со различна формација, која е многу поразлична формација на распоред на кеглите, со различни димензии на кугли, со и тежински и во диаметар. Така да има многу разлики со тоа што ја ќе речам онака пластично, ќе речам дека нашето куглање, што го викам јас, ова класи куглање е далеку позахтевно, потешко, со многу поголем физички напор и подолго трае и едноставно ние да се префрлиме на боулинг би ми било полесно, дека они што тренираат боулинг да се
свичаат на ова кугање ќе им биде поголем проблем. Повеќе боулингот е баш класична рекреација, онака немаш многу напор, не употребуваш и што, нели, ја фрлаш кугата. Мене кога ме учија да куглам, буквално твојот покоен татко по оваа линија ќе трчаш вака ногата, сврлаш вака раката, треба да ја држиш. Вака куглата треба да ти цела нема наука. дупки, нема ништо, цела машинерија на телото и правец на трчање и се. Нели изгледа вака многу едноставен спорт кој ќе го видат луѓето од страна куглањето или кога гледаат куглање. Тоа сум го приметил, што фрлаат топки да куглен или кегли. Но колку е навистина физички и психички сложен овој спорт? Тежок ли е? Она мене што ми кажувале луѓе, кога ми зборале не е тешко куглањето, сум ги носел со мене во куглана, сум им дал да фрлат 30 кугли и после тоа завршуваат обично нели со воспаление на мускули. Ти кажам еден пример што ми се случи мене лично, значи на времето во Борис Трајковски кога трениравме, во тоа време женскиот ракометен клуб Вардар беше на тренинзи во салата, се спуштија девојките, сакаа да пробаат. Ги предупредивме дека да фрлат 30 кугли, не, они скао спремни се физички, фрлија може по 17-18 кугли, се појавија после некој ден и рекоа ние не можеме, по скалја се симнаме. Значи, активираме некои мускули кои најверојатно не се активираат во ниеден друг спорт. Посебно што ние когарите страдаме и од многу повреди, значи колена, колкови, половина, задња ложа, кичма, да. Значи тоа се стандардни повреди кај некој ќе помисли зошто раката и дали ви се повреди. Не, раката нема кој се повредува. Посебно што фрлаш со таа рака што со која си, нели, роден деснак, левак. Не е тоа проблем. Проблем е сето друго, целата изведба на самото фрлање. Па буквално во моментот кога изфрлаш куглата, буквално стоиш на прстин едната нога, целото тело ти стои. Двете колена се и изфрлаш нешто што е колку килограми тешко. Јас сум рачунал, значи скоро 3 кило е на 2.800 е на кугла, 120 пати да ја фрлиш, колку кило се тоа во еден час? 150 со загревање. Да, со 150. 150 како шлепер да си растоварил. Да, 150 да, за еден час треба да ги сфрлиш. Како шлепер, буквално викам да си растоварил, треба толку да си јак. Ајде да проговориме повторно за ова што неколку пати го спомнав во емисијава. Што треба да направи државата за поголема поддршка на помалите, но исклучително успешни и трофејни спортови? Дали куглањето вака е запоставено во Македонија? Дали треба да биде на повисоко место поставено? Тоа е еден од спортовите во кои што буквално сме име и презиме во светот. Буквално сме име и презиме. Точно сме име и презиме, значи тоа е чудо од спорт, посебно зборам за кај нас, бидејќи ние сме на мала група на луѓе кои го спортуваат, за жал. Се намали бројот на куглари во стекот на овие години, што од разочарување, што од немање услови, што од не знам, приватни причини. И таа мала група на луѓе пак некако успева да куглањето го одржува на ниво кое ни носи дури ете успех на меѓународна сцена. Па еве само да кажам дека лани со многу мака и труд и повторно ќе го спомнам господин Даниел од Борис Раковски, каде што пак не услужи со куглана на екипното сениорско првенство, каде што буквално, како да кажам, не звучи грубо, едва се собравме и истрениравме нешто припремно за тоа првенство и завршивме пети во свет. Тука сме најаки, да знаеш. Да. Кога годиме така секогаш сме најаки, и кога се собираме, на тоа сме најаки. Може би среќате во тоа што ние имаме интернационалци. Имаме интернационалци кои, ете, од толку малку луѓе, ние имаме луѓе кои добиле туѓи пасоши да настапуваат за други држави. Имам посебно прашање за тоа, кога те прашам, што ми се драги пријатели, тие ги сакам. Ќе сакам и за нив вака да проговориме. Па еве и Диме, брат ми, кој не е само за натурализираните странци, туку и Бојан кој си замина и сега и Младен. Бранко Младен кој беше првак неколкократен на Македонија, замина во Хрватска да игра. Утре може слободно да очекуваш да му понудат Хрватите нешто, а Хрватска, замислете, има да не претерам, може 200-300 куглани и може би у 5 цифри играчи, и они сепак бираат да земат, натурализираат до сега 20 македонци. Да, и завршуваат речени некој седми, а вие пети со 3 куглани. И победивме во директен дуел. Да, со 2,5 куглани, уствари би рекол не со 2,5 куглани ги. Тоа јас велам во македонскиот спорт има еден вака многу интересен феномен, сигурно ќе се согласиш со мене, Дарко, а тоа е
кога ќе се спојат меракот и инатот, ја мислам дека еден македонски спортист тогаш е непобедлив, не може никој да го победи. Мерак и инат кога ќе го фати во исто време, тие две работи кога ќе му се спојат, значи никој не му стои на патот, веќе се ќе прегази у тој момент. Сега да не звучи можеби лошо, ама и тоа можеби ако ни даја се подобрат условите, може нема да бидеме толку добри. А така? А вака под притисок и кога нешто до задни момент се решава, се брка, се одлучува, можеби тоа не носи со некој поголем мотив дека кога ќе стигнеме таму и на тие куглани нормално какви што немаме тука, се добива многу голема желба за играње. Јас од себе почнувам. Јас скоро да немам киксирано некој надворешен надпревар. Зборам не сега со врвен резултат на ниво на светски рекорди, туку ама во некој просек на квалитетно надпреварување сум тука. Бројките да многу голем последно време гледам, значи 700 веќе онака приказно како 700 помени поминуваат многу голем куглари последно време. Да, почна да се поминува таа граница многу лесно, но пак ќе повторам технологијата оди многу напред во куглањето. Па и условите други. И условите и знаеш она сите средства и козметика што се употребуваат за поголеми резултати, наверојатно се употребуваат на максимално ниво сега. Да. Така да понекогаш резултатите се одраз и на спремности на кугланите. Да, кажи ми, кога зборуваме за трофеи и успеси, кои се вака најзначајните резултати кои што ги има постигнато македонското куглање низ годините? Па сега ќе ви кажам вака, ја хронолошки сега можеби нема да бидам најточен, меѓутоа знаеме кога 2004 имавме поединечен светски првак Борис Бенедикт. И во комбинација по 2 златни медали донес човекот и плюс со Фучкар заедно со Дамир Фучкар во парови, мислам дека беа сребрени, ако не се лажам. Истото првенство. Бранко Манев јуниорски светски шампион. Во Риек, така беше? Риек. Дали една година подоцна така нешто беше, да. Во однос на сениорска репрезентација како екипа, знам дека бевме, мислам дека беше 2009 во Детенхаем 4-то место. Најголемиот успех 2013 во твое време за Лагерсек, вице шампиони на свет во машка сениорска конкуренција. Го извојуваме и овој ланскиот затоа што беше, пак ќе кажам, па заради тоа пето место ние оваа година на поединечно светско првенство добивме највеќе можни места во историјата на македонското куглање. Да, читав и тоа. Бевме на ранг со 16 преврувачи во мажи, на ранг на Србија, на Австрија и на Германија. Браво. Да. Он има по 6. Така, значи не почитуваат во тој дел. Дали тоа значи дека македонските куглари се ценет и почитувани на меѓународната сцена? Значи ли тоа дека ние имаме голема репутација во светот? Многу имаме репутација и тоа сета оваа ситуација во македонското куглање мислам ја знаат и светските другите федерации и светската федерација покажуваат голема загриженост, покажуваат голема заинтересираност за ситуацијата во нашата куглање, бидејќи дефинитивно им требаме и они нас ни требаат. Во спортот, бидејќи знаеш кој спорт се игра континентално тука со максимум 18 држави, така да секој губиток на каква било репрезентација или федерација или држава за ова куглање би значило голем пораз. Ние сме најјужната точка, нели? Најјужна точка. На кугларскиот свет во моментот. Да. И Битол е најјужната куглана во Европа, да. Да. Одлично. Еве да збориме повторно за светското првенство. Како изгледаат, Дарко, подготовките за еден ваков голем напредувачки настап? Говорам за нормални подготовки кога би имале да речеме нормални куглани, нормални услови. Како изгледа тој процес? Колку време треба за да се бидеш подготвен за светско првенство? Значи во некои добри времења кога сум бил дел од репрезентации, значи или па и за клубски подготовки небитно, значи кога се настапува надвор, тоа знае да биде долг процес. Минимум од 2-3 месеца однапред пред случувањето, при што припремата мора да биде секако физичка, кондициона, најосновно. Може би луѓето мислат дека само ние фрламе кугли, тоа е тренингот. Не. Припремите се многу пообемни, знаат да бидат, значи и тоа знае да биде кондицијски припреми и со трчање и со теретана, поретко теретана, затоа што не сите вежби во теретана одговараат на спортот. Меѓутоа, кондицијата е многу битна работа во овој спорт, а потоа иде психологијата и психолошката припрема. Една репрезентација на Србија, која
не знам колку пати веќе е светски првак на овие светски првенства. Нивните припреми се состојат можеби на ниво на кошаркарски, фудбалерски, како да речем, со карантини, значи професионализам на ниво, значи. Каков буџет имаат кога видов, ми се чудев тогаш викам. И сега таа Србија како лани што беше, они во Апатин база, професионализам, исхрана, физиотерапевти, психолози, све што треба. И вели, ајде, Ниш се отвара нова кога ќе правиме пријателска со Македонија. Се договараме, одиме на Ниш, ние се собравме. Така, се собравме и од 2 не победија. Од 2, значи 20-30 разлика не победија, 5-3. Уште ги држи од залерија сега. Значи знаеш какви светски имиња дефилираат таму, се имаат нови генерации како дечкото Матеја Тадич, некој на 18-19 години каде што мислам. Тоа следам тој Тадич, тој новиот како се каже овој унгарецот што имиграше, што соборуваше рекорди како се. Барање, Чонгор? Не, Заварко. Заварко. Вилмор Заварко е легенда на коленето, веќе он, мислам, уште е млад, но неговата кариера за жал малку се успори поради повреди. И стана селектор на Србија, он селектор, да. Меѓутоа, тоа се имиња кои, како да ви кажам, како е НБА во кошарката, како е НБА имиња. Да, и они буквално Dream Team имаат понекогаш. Имаат 3 ростери кога што гледав на елена играчи да ме. Трета екипа дискочи, они се фаворити, значи стипендисти, стипендии, значи толку светски првенства освоени, толку подршка од државата, толку куглани до Ниш стигнаа со најнови куглани, значи уште ја што викам уште Врања ни фали за да ни биде блиску и нас. Да, така да таквите услови кои они ги имаат и ако ги земеме тие услови за оние вистинските услови што треба се припремаме, тоа е нешто на ниво на секој друг спорт кој сака да биде успешен. Еве, нека биде цела емисија апелирам, и ова ќе апелирам што повеќе да се обрне внимание на овие работи, заради тоа што ќе сигурно ќе се вложи Дарко со мене, најевтина реклама за една држава е спортот. Најдобре рекламираш држава, да неголеми амбасадори се спортистите на една држава, каде што најмалку можеш да вложиш. Говорам во споредба, како се хипотетички да се изразам, многу поевтино би чинело подготовка класична на, да речеме, на кугларска репрезентација на Македонија, отколку да отвориш конзуларно представништво во Никарагва. Сосема се сложи. Пример онака, нели, викам, многу повеќе ќе се дознае за Македонија од. Ја разбирам дека ние калкулирањето е неолимписки спорт, се тоа разбирам, многу неолимписки спортови имаат можеби таа мака на помало внимание од страна на институциите, меѓутоа ако споредиме со тоа што донел некој спорт, а тоа може да биде ништо, да речеме се, да не ме свади никој погрешно, меѓутоа не на Олимпијада се оди каде што се враќаме, не, ајде, да не го продлабочувам мобетот. Значи се трошат средства за многу настапи, за многу промоција, меѓутоа со wild карти претежно ни одиме, или со wild карти од овде. Да. Претежно да. И вакво така да колењето па баш напротив е спорт кој носи успеси. Значи со медали сме, можеби не редовно, меѓутоа на некои си 5-6 години се случува некој чудо од наша страна. Така да ја би апелирал дека дефинитивно овој спорт заслужува прво ние како инфраструктура имаме се што треба. Само треба да се обнови, збориме за кугланите, и омасовување на спортот, а тоа е во пресреда да излезат сите општини, каде што можеме, како што прават и сите други држави, школски лиги, училишни лиги, студентски лиги, бизнис лиги, не знам какви лиги не постојат во нашата околина, Србија, Хрватска, Словенија. Значи, таква масовност на спортот, куглање таму е само може да биде пример. И ти кажа семејне, значи фамилиарно може да социализира, викендот тера со куглање, со фамилија, со жена, со деца. И тоа треба и така да биде, заради тоа што не треба, секогаш што ме говорел таа работа, треба да се размислува многу прагматично и правилно, за да, нели, видиш успехот во спортот. Треба да се вложи во овие спортови во кои што не бива, искрено да видиме. Ти спомна Олимпијада, јас денес не знам како може карлинг да биде олимписки спорт.
што чистат. Тоа се некои такви нели приказни кои што јас се чудам викам како се ова е олимписки спорт, а куглањето не е олимписки спорт кој што има толку голема и со години традиција и луѓе и големи држави куглаат, кои што и Франција, Германија куглаат, и Австрија, сите тие држави куглаат, Полска. Не е нешто нели малечко што секогаш ми било чудно тоа. Почнавме да исполнуваат, Светска федерација почна да исполнува некои услови за некој пат тера за да дојде до таа главна цел олимпизам, меѓутоа прво знаеш уште пред 15-20 години се намали форматот на куглање, значи се намали време траењето на еден натпревар, се намалија број на фрлени кугли. Потоа сега се формираше не само светско и европско првенство како засебно континентално првенство. Проблемот е што ова куглање не е застапено на повеќе континенти. Она што го имам јас како информација, за да биде олимписки спорт треба да биде мислам дека на минимум 5 континенти застапено. Тоа е едниот главен проблем. Кој има Јужна Америка уште чу? Има во Австралија го има и во Америка го има. Значи ова куглање потекнува од Америка. Знаеш историјата, така? Да. Значи од Америка потекнува. Да. Така да само што боулингот ја дефинитивно го зазема целиот тој простор за кугларски простор да го наречам, биќе многу комерцијален и е многу рекреативен, социјален, и тоа они го врстуваат во еден вид на забава со пикадо, забава со билјард, забава со такви некои социјални игри. А иначе пикадото исто е спорт, нели? Да, и спорт. Како гледаш на телевизија некој светско таму првенство во пикадо во Ирска Англија, имаше сала колку Борис Траковски преполна, така да мава една серија пиво. Да, навивање публика. И сега ќе споредиме дали пикадото е спортот, дали шахот е спорт, дали куглањето е спорт. Да, дефинитивно е спорт куглањето и тоа многу поактивен и многу позахтевен од многу други спортови. И создава карактер, би рекол, пошто за куглањето треба да си многу концентриран, упорен во целото тоа што го правиш. Да. Создава карактер кај човек, нели, 120 пати. Да, менталното треба да се јача менталното, затоа што психологијата во куглањето е многу битна работа, битен елемент. Посебно што куглањето се игра на трибини, се игра со публика како да е на фудбалски надпревар, знаеш, си бил светот. Само за својата игра, што спеш против. Има некои ферплей правила, непишани, да, некаде се почитуваат, некаде не, меѓутоа мора да бидеш спремен на се, така да ти да бидеш исклучен со мозокот од сите тие гласни бучави за да можеш да се фокусираш на елементите што треба да ги изведеш, тоа е стварно голем предизвик. Така да со оглед на дека кугланите се или при земја или во земја или во подрум направени по правило. Светските првенства се знаеш во спортски сали. Спортски сали, да, и тоа монтажни. Мора да бидат и кога викнат, нели, кога викнат. Тоа е викање, да. Страшно. Ајде да збориме за она што пред малку го наметна како муаве ти. Имаме среќа да настапуваат за Македонија неколку натурализирани куглари од други држави, но јас познавајќи ги лично овие луѓе се многу поголеми македонци од многу македонци што знам во Македонија, нека не ми замерат. Точно така. Пред се мислам на Борис Бенедикт, на Урош Стоклар, Дамир Фучкар и уште еден куп ги има, Леа Мајер и така натаму луѓе. Еден куп да не ги спомнам, добро, овие три што ги спомна се уште активни за репрезентација. За многу вака како да кажам докажани спортисти, светски рекордери, нели рековме, кажам, најаките клубови играле во светот. Што мислиш, колку нивното знаење, искуство, професионалниот пристап во куглањето помогнале за влијање за развојот на македонските куглари млади кои што доаѓаат од Македонија? Јас имав еден пример лично да гледам тоаш во зала РГСЕК. Баш беше комбинација стари тројца, релативно стари, над 50 и нешто години, нели, и млади луѓе еден куп. Да. И буквално секој како ментор му беше на едниот, цело време кугла во пар така стар и млад, ама му беше буквално стравот му го држеше едниот до сега вака народски да се изразам. Има таа филозофија во куглањето се става еден, нели, како викаме, ќе повлече игра, значи да доколку некој понеискусен се става со поискусен за да може да ја носи играта. Дефинитивно они се наш узор, наш на многу млади идоли се овие тројца кои ги спомна. Посебно што се уште активни, Урош уште воодушевува, Борис уште воодушевува, Дамир веќе во подминати години веќе не мислам дека сигурно веќе заврши репрезентативната кариера,
но неговата градба и неговото спортско однесување и спортско чување на своето тело му дозволува се уште да игра на врно ниво во Хрватска. Борис имаше некои здравствени проблеми кои ги реши и се врати на голема врата, игра во Задар, во најсилната Хрватската лига, знаеш, е една од најсилните во Европа. Стоклас исто, све некои клубови, врвни клубови, еден клуб по Словенија го крена, од трета лига го однесе или втора лига го однесе во прва лига и до настап во европски купови. Така да Урош е посебно приказна, знаеш, он е велосипедиста, спортиста пар екселанс, значи во 7 деценија од животот. Во 7, значи уште не е влезен во шестата, да. А вози по 10.000 км. Изгледа како дечко, да, вози Америка на тие некои таму маратонски возења од East до West Coast. И го става македонското знаме, иако не е оврзан тоа да го направи. Тоа ме водеше дека дефинитивно се е врзан со Македонија, значи едноставно може само да им симнеме капа за тоа што направи за Македонија и луѓето заслужуваат сите почести и од државата и од нас како федерација. Спортски пензии, се што им следуваат, треба луѓето дефинитивно да се добијат и на тоа работиме. Да, ама и се однесуваат многу како баш да се жители. Јас на Македонија си имав една прилика во Словенија да видам каде живее Борис Бенедикт, без да знае дека бевме таму на неговата тераса си стоеше македонското знаме цело време. Да. Он е капитен веќе подолго време. Значи он е најстар член, да речеме, од овие натурализирани. Да. И веднаш донесе светско злато за Македонија. Значи они се 20 и повеќе години веќе дел од македонската репутација. Ама и прифати некои работи од нас од табијата в македонски. Борис Бенедикт почна да јаде луто, колку што разбрав, па сега се такмичи на тие работи, нели? Дома чува. Да, Македонија, како нагалено борше го вика, нели? Борше на македонски. Да. Брзо ми поминува време, морам да признам со тебе, многу убав мувец си преме, поготово кога зборам за гуглање, тоа е една моја голема љубов во животот. Кажи ми што е ново, што се подготвува, кој ви е следниот таргет како Македонска куларска федерација? Ова цело време го истакнува Македонска куларска федерација, бидејќи сте нито од федерации, од ретките федерации во Македонија кој што се е само македонска, не е со македонска. Беше Ама не е веќе. Веќе не е, не е тоа за дека се фалам, меѓутоа кога дојдов јас на собранието кој се одржа лани, кога бев избран за претседател, првата точка беше избирање на нов претседател, втора точка беше која сите едногласно прифатија, враќање на старото име, Куларска федерација на Република Македонија. Тоа што беше некогаш порано наметнато да се смени, се случи, сега веќе гледаме дека големи федерации во држава не ги променја воопште имињата како фудбалската, како ракометната, значи мислам дека и одбојкарската, ако не се лажам. Значи, стварно немаше потреба такви екзибиции, но што е тука е, сега сме повторно Куларска федерација на Република Македонија, за жал. Во Светска федерација сме со предавката Северна, тоа така треба да биде, мора да биде, бидејќи едноставно федерациите светски ги прифаќаат. Да, се држат по официјално стана. По официјално, да. Она што јас кога дојдов на оваа позиција, неблагодарна позиција, знаеш, бидејќи посебно што кулањето во моментов е стварно на многу ниско ниво во однос на сите услови кои ги немаме, а треба да ги имаме. Значи, првенствено беше настапот на светско првенство да се обезбеди, бидејќи сметав дека секое отсуство кое беше доста известно, отсуство од таквите надпреварувања, едноставно сами се бришеме себе од куларската карта. Тогаш нема да бидеме приметени ни од институции, ни од ништо. Така да ќе искажам голема благодарност за сето залагање кое го направи министерот Борко Ристовски, заедно со Сојузот на спортски федерации господин Клинчаров и Боев, така да ни возможија со многу мака и напор ни возможија да отпатуваме на ова светско првенство. И ете, се вративме со медали, значи се исплатеше сето тоа што го доживеавме како стрес, да речем. Тоа беше приоритет број 1. Приоритет број 2 беше, знаеш дека сме се блокирана сметка веќе 15 на години, доби ветувања и од министерот и од дека и тоа може да се во некој изгледен период да се реши. И трето и најгорливото прашање, тоа е куглањето во Скопје. Конкретизирам Скопје, затоа што Битола си е обезбедена со добар објект. Тоа се Мусандра и Борис Траковски, кои инспекторите кои беа пред неколку дена тука,
ги опишаа како најубавите објекти со 8 патеки можеби на европско ниво, посебно Борис Раковски затоа што е со уште подобри Фудбалски да кажеме на ниво на Вембли. на ниво на Вембли. На Вембли, нели? Значи кога влегува во Борис Раковски, му Сандра им се допаѓа, ја знаат, старе, ја посетувале. Борис Раковски овие инспектори прв пат го гледаат, немале прилика претходно да дојдат и кога го видел објектот кажа дека ова е спремно само да се реновира и обнови кугланата и се спремно за нови светски надпревари. Светски први, па да. Со тоа што, пак ќе повторам, луѓето се многу разбрани од Светската федерација, беше ризично да изгубиме признание за македонската лига, дека обстојува на регуларен начин и ќе изгубевме настапи на европските купови, клупски европски купови. Ама ќе значи крај за куглањето тоа. Тоа ќе значи крај. Беа разбрани, ги сватија пораките од нас, знам дека им требаме, затоа што сме успешна нација во куглањето и издействуваме на некој начин условни лиценци кои дефинитивно ќе бидат обврзувачки во најскор можен период да се смени нешто во тие куглања, да се реновираат, за кои верувајте не се потребни големи средства. Да, знам дека не се потребни, не знам кој пат ќе апелирам во емисија, што побрзо да се направи тоа. Даниел Апостоловски, еден прекрасен човек, добро ја менеджира салата. Борис Трајковски, можност има волја кај него, знам, да биде во целата таа работа и да ја заврши. Неколку вака лични прашања би сакал да ги поставам при крајот на емисијата. Спомна во теков на емисијата дека куглањето знае да биде и семејна традиција кај нас, значи сме имале многу такви примери, еве Маневи, нели, Тодор Манев, Да. Бранко Маневи Манев, се легендарни, Драги Димитриевски, неговите два сина, ти и твојот брат врвни куглари, немам уве тука. Постои ли во твоето семејство кај тебе и кај брат ти некој што ќе можеби ќе биде трета генерација на луѓе кои што ќе се бават со куглање? Има ли афинитет? Таков постои ли нешто? Сега за сега не. За сега не, бидејќи и братот мој има син и ќерка и јас имам син и ќерка. Најверојатно синов мој кој е 4 годишен сега Рано уште, да. Рано е, меѓутоа сака да оди со мене на куглање ностоп на секој тренинг, така да веќе гледам тука некои знаци да. Види, Александар, значи децата, знаеш, јас не имам став дека не треба да се форсира за нешто што можеби не им се допаѓа, значи да, не треба да гледаш како инвестиција децата, како деца треба да видат. Мислам, инвестиција во овој спорт некоја посебна нема, да го правиш тенисер како што го правеле Џоковиќ или Надал. Е една работа, а друга работа е во некој спорт кој не се живее од овој спорт. Да, ретко живеат. Има професионалци на светско ниво кои живеат од овој спорт, да, меѓутоа тие се многу малку на број. Веројатноста тоа да се успее навистина мала. Многу подешко во куглање него во тенис да успееш, да речеме, во моментов. Па добро, на тенис да влезеш на еден турнир, си ја заврши работата. Тоа викам, овде треба да играш за Подбрезова само. Овде треба на времето играш... како беше, еден клуб беше што бака. Има сега, има клубови, ама тоа е мал процент, там не кажам промили, децимали се тие луѓе кои заработуваат и живеат од тоа. Така да оставам на моите деца и на секако на брат ми сигурно така го мисли истото, дека да си изберат што сакаат во животот. Внука ми од брат ми е музичарка веќе, така да мојава ќеркиче е исто по уметноста повеќе. Нема тука да форсираме ништо, ќе видиме. Знаеш како викам јас, посебно машкиве деца ќе пробаат фудбал, кошарка, ракомет, куглање не им гина. Да, секако. Овие што ги знаеме, што се во околина, што ги знаеме фамилиарно или пријателски, тие деца на крај ќе заврши куглама. Така да куглана ги опасна работа, како да кажам, опасна дрога е куглана, да го ќе влезеш, тешко да излезеш после од неа. Еднаш треба да влезеш, една кугла да фрлиш. Но не може го натераш да влезе. Да, тој е моментот, влезе ли? Ќе го интересира моментално, деца ги интересира нормално големите спортови кои се на телевизија, кои сака да кои ги фаворизираат медиумите. На крајот на денот тоа што викаш, знаеш, си осетил, фрлиш една кугла, ти имаш додека не падне првата деветка, начекав нервозни деца кои сакаат одма деветка да им падне, но тоа не бива така. Но кога ќе влезе во крв, влезе на тоа веќе не излегува. Јас сум се откажал од куглање на 100 пати во животот и еве 40 години ги терам уште. Кога повторно ви се роди, дали би го повторно куглање нешто друго, некој друг спорт ги одбрал?
И тешко прашање ми поставаш се. Тешко прашање затоа што Јас со твојот брат имам баскет играно рекреативно. Ја Тоа добар баскетџија е. Да, не си играл со мене. Да, не сум Ја бев кадет на работнички во кошарка, така да имам и други љубови во спортовот, но овој спорт многу тешко да дојдеш во контакт со овој спорт. Ако ќе дојдеш, ќе биде тежок изборот тогаш. Да, но Што и да спортуваш друго. Да, но и љубов голема е, викам, куклањето е таква приказна. Знаеш што е добро во куклањето? Добро е што не постои, знаеш, возрастно ограничување, не постои, не знам, висок, низок, дебел, слаб, не постои. Едноставно тоа е спорт кој може да овозможи на секого да биде успешен, доколку се работи како што треба и тренира како треба. Па вика дека куклањето бил и спорт на интелектуалците во светот, вика обично интелектуалците се бавеле со куклањето од причина што вика бара многу концентрација, размислување, математика, еден куп работи има, нели, се треба да се моторика, се тоа треба некако да го склопиш. Тоа се за моментот кога треба да извршиш куклата. Дарко беше наистина огромно задоволство што вечера беше овде во Проверитас. Многу ми е драго што на оваа тема разговараме, се надевам дека другите мои колеги ќе ја видат оваа емисија, ќе извадат пример од овде, ќе ве повикуваат што почесто медиумски да ве има, за да се нели говори што повеќе за куглањето, што повеќе млади луѓе да почнат да доаѓаат да влегуваат во кугланите. Повторно да направиме ние младински лиги каде што ќе вадиме нели луѓе, каде што ќе имаме Битол е добар пример за тоа, покажува дека можеме медали да вадиме. Дефинитивно пример, да. Во целата таа работа мене ми останува за крај длабоко искрено од дното на душата да ти посакам многу успех во сето ова што го работиш. Знам по каков пат одиш, знам колку е трнлив, знам колку гори, знам колку е неблагодарен од тие најмалци што очекуваш дека треба да ти бидат благодарни во целата таа работа. Но верувам еве на Свесен сум. Да, но верувам на крајот кога ќе видиш секако во нели медаљата, ја топли душата без оглед што се случило, викаш. Значи, ова е супер. Нели, ова е супер, ги знам овие како направиле, што направиле и мене ми е многу криво што не отидов, знаеш, јас имав прилика да отидам, меѓутоа остапив местото во смисла на скратување на трошоци, да нема сега многу такви трошоци непотребни, иначе да. Овие медали ме исполнија. Искрено работам, честно работам, се трудам колку што можам, колку имам капацитет нешто да помогнам. Се што успеам да помогнам ќе биде плюс. Се што не можам да помогнам ќе заврши моето време како претседател, ќе може до некој друг, мада тешко ќе се нафати некој више. Само доколку дојдат подобри времиња, најверојатно тогаш ќе сите ќе се окуражат во куглањето и сите ќе почнеме да функционираме многу подобро. Како функционираме полошо, како сме со услови полоши, така и ние веќе добиваме на менталитет малку лош, разочарувачки, може да доведе до конфликтни ситуации и такви работи. Тоа не ни треба во моментов никако. Најмалце. Да. Мене останавате уште еднаш да ти заблагодарам што беше вечерва гости на тебе и на сите куглари во Република Македонија, да им посакам многу среќа, многу успех, уште многу години да куглате, многу куглани да ви има овде во Македонија, со многу медали да се враќате. Вие, почитувани гледачи, јавно ве поканувам во овие времења на фудбал, во овој период додека го гледаме светското првенство, одвојте преку денот неколку часот, идете со вашето семејство во кугланата, или во Ристрајковски, или Мусандар, или во битолската куглана, почувствувајте магијата на куглањето, можеби токму во вашето семејство лежи едниот светски шампиони. Ви благодарам вечерва за вашето внимание. Ова беше најновото издание на Проверитас. Не гледате премиерно на YouTube каналот, а од утрина сите останати мрежи. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.